Во изминатиот период беа реализирани многу проекти кои им помогнаа на граѓаните без да ги дели по верска и национална основа, пол и возраст. Беа реализирани многу реформи бидејќи имавме јасна цел и визија за Република Македонија. Ние понудивме конкретни проекти со конкретен рок и реализација, за разлика од нас. Нашите политички опоненти понудија празни ветувања, што ја одразува нивната доблест и нивната политичка и морална одговорност. Народот не заборава кој ги уништи фабриките, кој ги создаде стечајците и технолошкиот вишок, кој ги намали пензиите. Почитувани сограѓани, гласајте за Ѓорѓе Иванов, за Македонија во ЕУ и НАТО, за добрососедски односи и регионална соработка, за владење на правото, за економски силна и развиена Македонија, за почитување на вредноста и традицијата. И што е најважно, нема промена на уставното име на Република Македонија. Без референдум, без граѓаните. Нема прифаќање на предлози кои би го загрозиле нашиот национален идентитет. Затоа ве повикувам на 13 април да го дадете својот глас за доктор Ѓорѓе Иванов, на ВМРО ДПМН за окружувајќи број 1, кој значи работа, честност, одговорност, број 1 за Македонија, за своето вистинско име, за своето уставно име, бидејќи државата ни е пред се. Апатијата, индиферентноста и воопшто незаинтересираноста за политика може да биде наш најголем непријател. Судбината сами си ја кроиме, па затоа во недела на 13 април ве повикувам сите масовно да излеземе на избори. Нека биде тоа празник на демократијата, нека биде денот кога сите ние, сите граѓани, заедно исплотени ќе докажеме дека никој не може да ни го одземе правото да си го избереме нашиот председател. Тоа е наше уставно загарантирано право, но и право кое природно ни припаѓа. Нашиот председателски кандидат, професор доктор Ѓорѓе Иванов, ја бара довербата исклучиво од народот, а не во непринципиелни коалиции. Дури и на нашите политички противници веќе им е повеќе од познато дека тимот Македонија е победничкиот тим, затоа што во минатото покажавме доследност, отчетност, честност и одговорност кон дадениот збор, а со тоа одговорност и кон нашите гласачи и поддржувачи. На тој начин ние ја склучуваме најдемократската коалиција, а тоа е коалицијата со народот. Затоа во недела да го заокружиме бројот 1, да кажеме да за зачувување на нашиот устав, за отчетност, за искреност, за нови проекти, за подобар живот, затоа што државата ни е пред се.